преку овој процес директно со образлагање на сите детали внатре, дел по дел ќе се отвори како пупка и верувам дека на тој начин граѓаните на еден транспарентен начин преку доказната постапка, онака како што личи на правна држава, ќе ја дознаат целата вистина поврзана со овој предмет, а секако јас ќе ја дочекам правдата. Вака премиерот Зоран Заев зборуваше за судството кога беше актуелен случајот подкуп, во кој тој беше обвинет за наводно барање мито од струмички бизнисмен. Случајно или не, судијката која го ослободи од вина е истата чие име се споменува во наводниот исказ на Јордан Камчев до кој дојде порталот Инфомакс. Овие најнови информации само дополнително фрлаат сомнеш за влијанието што премиерот и владата го имаат врз судскиот и обвинителскиот систем. Зоран Заев во мај годинава во телевизиско интервју јавно признал и блокирал истрага за да спаси двајца функционери. Блокирав одредени истражни действија, каде што сите се зема заштитни позиции и до крај не можеа да се докомплетират истрагите. Намерата беше да одат во затвор ако се докомплетират доказните постапки. Но во најмала рака се разрешени тие директори. И градоначалникот на Сарај Блерим Беџети пред 2 недели обелодени дека лично Заев барал од него да влијае врз членови на судскиот совет. На 17.7. повторно премиерот на владата на Северна Република Македонија ми се јавува и бара од мене да влијам до одредени членови на судскиот совет како би гласале за една одредена точка во нивниот дневен ред. Неодамна по избивањето на аферата Рекет, премиерот призна дека поседува судски докази, што е спротивно на законот за судска постапка. Навредувајќи ја Катица Јанева, за која Заев рече дека правела идиотски постапки. Премиерот пред јавноста откри дека тој има пристап до информации кои што со поделбата помеѓу судската и извршната власт не би смел да ги има. Се боревте и за СЈО, ви изневерили Катица Јанева? За мене идиотски е настапот. За сега согласно доказите кои што ги има. И токму тој дел од изјавата, односно признанието дека тој како прв човек на извршната власт поседува судски докази, е огромен проблем. Особено кога постои сомнение во јавноста дека токму тој би можел да е инволвиран во криминалниот случај. Зоран Заев беше инволвиран во повеќе судски постапки, но никогаш не беше осуден. Од изградбата на Глобал, за која беше аболициран од тогашниот председател Бранко Црвенковски, преку случајот подкуп за кој доби ослободителна присуда, од судиката која се споменува во наводниот исказ на Јордан Камчев. Па се до случајот пуч за кој СЈО, односно лично Катица Јанева, го повлече обвинението.